Сафија, ја навистина сериозно и со внимание го се вашето излагање. Особено што кажавте дека говорите од име и на сега предлозите за разрешување на вашите кадри во оваа извршна власт. И навистина укажувањата ваши држат место. Дека имате ситуација во која што не давате оставка, имате ситуација дека свесно влеговте во ризик за падот на рейтингот, дека сте виделе, односно ви било жал што се соработувале со тие луѓе, дека СДСМ не испочитувал ниту точка од договорот, ниту кадровски решенија што ги ветувале, дека сте биле изневерени, дека едноставно со прости зборови касно сте виделе со кого си имате работа. Она што мене ми е жал, она што е жал на целата македонска јавност, што за сето ова беше упорно. Бевме и доследни, и гласни, и настојчиви да ви се укаже со каква влада си имате работа. Токму во оние моменти кога рековте дека СДСМ и ДУИ беа во клиничка смрт, и дека се прави влада да се извлече се направи некој поголем интерес. Каде е одговорноста сега за тоа? Зошто не прозборевте што се случуваше? Иако со горчина во вашиот глас, можеше и просто да кажете дека се чувствувате понижени, разочарани, подценети, искористени, можеби и злоупотребени. Но повторно ќе кажам, укажавме и за какви кадри стојат во таа влада, какви интереси се борат, какво зло прават на македонскиот народ и другите народи што живеат во Македонија. Многу добро укажавме кои се нивните приоритети. Ниту едно од тоа што беше наведено. Укажавме дека ова ќе се случи. Но еве барем гледајте од светлата страна. Учеството на алтернатива е подолго отколку она што ќе биде на алијанса во оваа влада. Но искуството ќе биде исто, можеби само полошо. Бејќи оваа влада е на самиот крај. Бејќи народот е гневен, изборите кои да се случат, им следи катастрофален пораз. А понатаму ќе следи одговорност за сите овие политики. Благодарам.